7 образовни асистенти од Крива Паланка ќе работат со ученици со пречки во развојот во образовните институции од градот во рамки на проектот "Цело е кога има секој". Локалната самоуправа на општината го имплементира во рамки на програмата Општинско корисна работа. Почетокот на проектот беше означен со официјален настанак кој присуствуваа представници од општината, од Центарот за вработување меѓуопштински центар за социјални работи Крива Паланка, дневен центар за лица со интелектуална попреченост, раководни лица и психолози од Средното општинско училиште Ѓорче Петров, Јоаким Крчевски и Линден. Градоначалникот Боријан Мицевски ги поздрави присутните и истакна дека проектот е промоција на инклузивното образование. Општинскиот координатор на проектот Елена Христовска истакна дека 7 образовни асистенти ќе им помагаат на учениците со пречки во развој за време на наставата. Верувајте дека тоа од една страна ќе биде пред се големо олеснување за родителите кои што имаат вакви дечиња, а од друга страна ќе биде од огромна помош и поддршка за наставниците, затоа што законот налага да наместо сегрегацијата има агрегација на овие личности во редовната настава. Знам дека има потешкоти и знам дека не секаде ќе биде лесно да се надминат сите оние првични потешкоти, затоа што веќе со директорката на Илден разговаравме она што се случило од првиот училиштен ден во нивната институција и верувајте дека пред се тука вие, како воспитно образовни асистенти, ќе имате улогата на втор родител на овие дечиња. Станува збор за проектот "Цело е кога има се", кој е произлезен од програмата за општинско корисна работа, а е поддржан од програмата за развој на Обединетите нации, Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за вработување на Република Македонија и Општина Крива Паланка. Проектот ќе го спроведува Општина Крива Паланка во основното и средното образование преку вклучување на 7 образовни асистенти за деца со пречки во развој, кои што ќе им помагаат за време на наставата за нивните домашни и училишни задачи. Овие асистенци ќе бидат вклучени во учебната 2018-2019 година на 4 часа дневно, со скратено работно време. Исто така проектот "Цело е кога има се", опфаќа и вклучување на дипломиран социјален работник во дневниот центар за лицата со интелектуална попреченост, кои што ќе имаат дополнителни активности од негова страна. Исто така, со тоа што оваа година проектот е по трети пат ќе се реализира во нашата општина, образовните асистенти и социјалниот работник е нова активност во проектот, а стара активност останува со тоа што имаме вклучено во проектот лице со посебни потреби, односно со 100% слепило, кое што е физиотерапевт масер и ќе оди на определени корисници, стари лица, ќе им дава релаксирачка масажа. Општина Крива Паланка годинава учествува по трет пат во програмата за општинско корисна работа. Претходните 2 години реализирани се проекти за нега на стари лица во рурални населби, со кој првата година преку ангажирани 9 лица биле обслужени 120 корисници, додека втората година биле ангажирани 15 лица за 170 корисници. Проектот "Цело е кога има се" за 7 образовни асистенти ќе трае 9 месеци во текот на учебната 2018-2019 година, а ангажираните лица ќе примаат бруто износ по 9000 денари за 20 работни часа неделно. Останатите 2 ангажирани лица, социјалниот работник и физиотерапевтот, ќе бидат ангажирани 6 месеци заклучно со 28 февруари 2019 година.